разговор во студиото. Сузеси го пречека нашиот гостин за ова утро. Дамјан Николовски од Здруженијето Ајнштајн е како да ја препознаеме дислексијата. Ја има ли почесто? Добро утро. Добро утро. Добро утро, Дамјан, и од мене. Слободан, ще ти благодарам за најавата. Да, дислексијата е состојба, но за дислексијата месец октомври беше задолжен за подигање на свеста. Ние малку задоцнето ќе го направиме овој разговор, Дамјан, ама никогаш не е доцна да се проговори за состојби кои што во современово живење навистина се често пати присутни, но не умееме секогаш да ги препознаеме, така нели? Апсолутно, да. Кога беше твојата прва средба со дислексијата? Мислам дека некаде 2014 година. Колку години имаше ти тогаш? Околу 25. Со тоа што јас како човек се соочувам со дислексија, меѓутоа никогаш не сум го знаел тоа се до моментот дека не почнав да работам во Здруженијето и подетално да се запознавам со оваа состојба, исто како мене и голем дел од останатите. Зошто имам потешкоти, да речеме, во одредена област како што е читање или разбирање на некој... Да, на тоа што ќе се прочита, меѓутоа има една форма на дислексија која што е доста поизразена, има форма која што и не е толку многу изразена и автоматски луѓето кои што се соочуваат со овоја состојба и не се свесни дека, особено зборувам за оние повозрасни генерации, почнувајќи од мојата генерација па нагоре, каде што бидејќи во периодот кога тие растеле и се го поминувале едукативниот процес, апсолутно речиси ништо да не се знаело за оваа состојба, токму и заради тоа е многу често непрепознаена како состојба. Инаку зборот дислексија доаѓа од грчките зборови дис, кој значи тешкотија, и лексија, кој значи јазици, така не? Да. На која возраст најпрво е оваа посериозна форма на дислексија? На која возраст најчесто се открива дислексијата? Значи, со почетокот на образовниот процес, најсоодветно би било некаде, не прво, меѓутоа второ, трето одделение би било најсоодветно. Додека е детето дома, додека детето не му понудиме да чита или да се изразува или да памти одредени терминологии, ние немаме ни некакви индикации дека детето во иднина ќе се соочува со некои потешкоти. Апсолутно. Има некои знаци кои што може да се препознаат и во предучилишна возраст, меѓутоа никогаш тоа не може да се каже дека со сигурност е дислексија. Сите тоа почнува со текот на образовниот процес, заради тоа и се вели дека дислексијата е образовен проблем. Значи тоа некако му доаѓа со нашето раѓање, не може да биде состојба која ќе ја стекнеме понатаму во животот. Значи има еден тип на дислексија кој што може да биде стекната дислексија, меѓутоа тоа е резултат на некоја повреда. Инаку дислексијата како состојба е вродена состојба, човекот се раѓа и ја има целиот свој живот. Така. Вие во Здруженијето Ајнштајн имате сигурно огромни искуства, а за гледачите кои што може би не чуле досега, Здруженијето Ајнштајн е токму ги обединува сите оние лица, деца кои што почувствувале дека се дислексични и дека имаат потешкоти во дадени сегменти, како што се читањето или толкувањето на конкретни изрази, затоа што и самиот Алберт Ајнштајн бил човек, лице со дислексија. Иако бил гениален ум, тој навистина се соочувал со дадени потешкоти кои што пак му биле предизвик да направи големи, грандиозни дела во човештвото. Да. Кои други лица познати имаме? Мислам дека Роби Вилијамс е еден од Да, Роби Вилијамс. Имаме огромен број на познати личности во светот се соочувале со дислексија. Тука ќе го споменам Стив Џобс, таткото на Apple, потоа Бил Гейтс, голем дел од бизнисмените, актерите, Дженифер Анистон, тука би ја споменал и македонската актерка која што почина за жал Катина Иванова, која што постојано зборуваше за незината борба со дислексија и како го поминувала целиот тој образовен процес. А сето тоа е доказ дека дислексијата не представува пречка, само е потребна соодветна мотивација повеќе за да се надминеме себе си во животот. Токму така. Токму и затоа сакам да отвараме вакви теми и да ги охрабруваме сите оние кои што на моменти се чувствуваат немоќно и за жал често пати заради таа пречка знаат да бидат маргинализирани во средината во која учат, битисуваат, работат и така натаму, бидејќи најлесно е да го обесхрабриш човек и да му ги скратиш крилата. Поентата е да го
подкренеш, да му бидеш ветер во грбот и да го насочиш таму каде што ги има неговите пак поголеми таленти. А докажано е научно дека лицата со дислексија, да, во одаден сегмент забавуваат или потешко ги совладуваат проблемите, но имаат едни други скриени адути кои што мораме да им ги пронајдеме и да ги истакнеме. Каква беше твојата приказна? Како што напоменав, јас и не сум бил свесен дека имам дислексија. Во текот на моето образование сум се соочувал со проблеми, особено со тоа најмногу се изразувал со слабите оценки, што било чудно затоа што сум вложувал труд. По кој предмет имаше најслаби оценки? Македонски, математика и англиски. Некако тие предмети ми одеа најтешко, меѓутоа сето тоа било во училиштето било резултат на моја мрзеливост. Секогаш ми викале дека сум многу интелигентно дете, меѓутоа сум бил многу мрзелив. Мрза, да. Да, моите едноставно не го приметиле затоа што не биле едуцирани во тој момент за таа состојба. И така некако се провлеков низ образовниот систем, не сум имал некои сериозни тешкоти, меѓутоа сум имал слаби оценки навистина сум се трудел и ми било тешко. Сега со тоа се соочуваат огромен број на деца и многу често знаат да, како што кажа и ти, да бидат стигматизирани и во општеството и во текот на самиот образовен процес. Колку се сменија денеска нештата од времето кога ти беше дете и колку членови брои Сдруженијето Ајнштајн? Сдруженијето Ајнштајн има моментално над 100 членови. Работите, ќе направиме една паралела од кога е почната работата на Сдруженијето, значи пред 10 години до денеска. Состојбата е многу променета во однос на свесноста на наставниците, затоа што наставниците се главната алка во препознавањето на дислексијата, се многу поедуцирани и се повеќе и повеќе се препознава состојбата помеѓу учениците, што е навистина еден голем чекор. Сега остануваат некои други работи како некои институционални решенија кои што би им овозможиле на оваа категорија на деца и лица да ги остварат своите права. Одлично. Јас искрено, додека не те сретнав тебе пред доста години и немав слушнато за овој термин, како што немав слушнато ниту за дискалкулија, ниту за дисграфија. Така нели? Што значат конкретно? Кои се разликите помеѓу овие три термини? Дискалкулијата е состојба која што предизвикува тешкоти во учењето на математиката, односно разбирањето на математичките концепти, а дисграфијата е состојба која што може да се забележи оној нечитлив ракопис и проблеми со... Пишано докторски, ја што би рекла, како докторите што ќе ти ја напишат рецептата, па сега вади очи. Да, меѓутоа, кај докторите они може да си разберат што напишале, а обично лицата со дисграфија тешко може и самите да си разберат што напишале. Да, често пати се прашувам дали овие фармацевти, кога ќе им ја однесеш рецептата, тие пак можат. Точно ли е тоа, Дамјан, дека сите ние повремено во животот имаме вакви проблеми, да и самите не можеме да се разбереме? Сигурно. Сигурно. Знаете како, кога сега тоа е една голема листа на знаци за препознавање на дислексијата, веројатно секој човек ќе се пронајде во некој од тие знаци. Меѓутоа не секогаш се работи за дислексија, нели треба од оние генерални заеднички карактеристики на лицата со дислексија да се застапени повеќе од нив и да се повторуваат подолго временски период. Какви се активности направивте овој октомври 2024? Реков малку за доцнето го правиме разговорот, но никогаш не е доцна за да добиеме информација, плюс и да охрабриме некога. Нашата поента е секогаш да охрабруваме. Апсолутно. Може би задоцнивме, меѓутоа нашата работа е во текот на целата година, така што не постојано. Не само еден месец. Да, иако овој октомври за прв пат го започнавме караванот за дислексија, тоа е еден едукативен караван, тоа су работилници кои што се одржуваат во 8 различни градови од нашата држава, се со цел да допреме што повеќе до граѓаните, затоа што ние сме организација која што е стационирана во Скопје и децентрализираните активности, односно активностите надвор од Скопје малку потешко ни оделе досега, меѓутоа и заради тоа и се решивме во различни градови да направиме една обука за дислексија, кој што ќе можеме да ги запознаеме наставниците што е дислексијата, меѓутоа да им дадеме и соодветни алатки кои што тие ќе може да ги користат за време на наставата. Одлично.
Дали причините за еве состојба на дислексија се до некаде јасни и колку генетскиот фактори игра некаква улога? Дали да речеме ако мојата мајка или татко имале проблеми со дислексија, задолжително тоа треба да е очекувано и кај потомците? А се смета дека еден од клучните фактори е генетиката, меѓутоа се уште нема цврсти истражувања за да се докаже тоа, иако можам да кажам од сопственото искуство во здруженијето и родителите кои што доаѓале кај нас за своето дете, многу често и еден од родителите се пронаоѓа во симптомите, односно имал веројатно таа непрепознаена дислексија, се живеел животот без да знае дека се соочува со таа состојба, па благодарение на неговото дете, проблемите на неговото дете, сваќа дека и веројатно и тој имал дислексија. Така. Живееме во 21 век, ера кога фармакологијата цвета. Значи, ако во минатото до 50-та година луѓето се лекувале исклучиво со сребрена вода и подоцна кога било откриен пеницилинот, таа била забранета и буквално исфрлена од употреба, па потоа и многу други лекови излегоа во продажба, кои што делумно делуваат добро, но делумно прават и известни нарушувања. Денеска суплементи за се и се што има, за подхранување на мозокот, за прокрнување на клетките и така натаму. Многу често луѓето и паѓаат во големи заблуди, маркетиншки заблуди, кога нарачуваат очајно одредени производи и очекуваат навистина бенефит од тоа. Дали за дислексијата има нешто како суплемент, како додаток, како би рекла пријател на оној кој има дислексија, за да може да му ја одржува рамнотежата на мислата и да му ги подобри перформансите? Да, апсолутно не, затоа што, како што кажав, дислексијата е состојба, не е болест, нема апче кое што може да му помогне на човекот подобро да чита, меѓутоа ќе се надоврзам тука дека за жал имало доста случаи кај нас каде што се давале медикаменти за дислексија. Тоа е апсолутно нешто кое што нашиот став како здружение дека е апсолутно нешто што не сме да се случува, затоа што сепак дислексијата е само еден образовен проблем со соодветни стратегии, со соодветна поддршка, апсолутно секој од тие лица може да си го пронајде својот пат и да успее во животот. Денеска е борба во образовниот процес да се обезбедат образовни асистенти и за деца со големи потешкоти. Дислексијата сепак ќе ја ставиме како состојба која навистина не изискува секогаш образовен асистент, но зависно од формата во која ја има детето, навистина бара. Имаме ли ние доволно разбирање во училиштата за децата со дислексија и како понатаму, да речеме, поминуваат овие деца кога ќе дојдат на поголема врата, кога треба да се вработат? Образовниот процес и општо образовниот систем во нашата држава е поприлично лош, како за сите ученици, така и за учениците со најблагиот збор беше лош, нели? Да, значи се потрудив да го кажам најблаго што можам. Следствено на тоа и самите ученици се соочуваат со многу големи проблеми, пред се во однос на разбирањето од страна на наставниците и соодветната поддршка, затоа што факт е дека наставниците во нашата држава не се едуцирани за оваа состојба, секако не по нивна вина. И согласно тоа не секогаш ја даваат соодветната поддршка, затоа и претходно како што кажав е важно да се воведат некои системски решенија кои што ќе овозможат дополнителна едукација на сите наставници за дислексија и специфичните тешкоти во учењето, за да може учениците да добијат онаа соодветна поддршка која што им е потребна. Так, апел еден, ќе упатиме еден апел вака до одговорните, до сите оние кои што се дел од тој образовен процес, бидејќи знаеме дека колку побрзо ќе реагираме и колку повеќе побрзо ќе стигне нашиот апел до одредени места, толку побрзо можеме и да очекуваме добри промени. Би кажал само во однос на наставниците дека работам постојано со нив, ги разбирам наставниците, меѓутоа мора да знаат дека сето она кое што може да го применат за учениците со дислексија не е нешто кое што е посебно за овие ученици, него се стратегии и алатки кои што ќе им помогнат и ќе им го леснат образованието на сите ученици, значи да не се плашат и да се едуцираат дополнително на оваа тема, како наставниците, така и родителите. Да. Јас мислам дека се им потребни многу повеќе стручни соработници по училиштата кои што вистински ќе се заложат да им посветат поголемо внимание и време и трпение на ваквите деца
И да ги охрабриме вака да го резимираме муабетот, значи се учат. Се учат и се постигнуваат добри резултати, дури и ваквите ученици, дури и децата кои што имаат дислексија и потешкоти и огромни, можат да совладаат големи препреки само доколку со многу љубов, посветеност, време и стручни лица им се приоѓа при сета таа нивна приказна училишна, кога навистина се ставени понекогаш дури и на подсмев, нели? Дури и тоа е дел, дури и тоа е дел од животот на децата со дислексија. Многу ти благодарам што дојде ова утро, што ги охрабри, верувам, гледачите и семејствата каде што има појава на дечиња со дислексија и не е воопшто пријатно во детството да детето се судрува со проблеми за кои нема точни информации што му се случува, а дури кога ќе биде исмевано од средината, па тоа е навистина. А од друга страна да не заборавиме дека едни од најголемите умови во многу области се токму луѓе кои што имале проблем со дислексија. Токму така. Уште еднаш, Дамјан, ти благодарам што беше наш утрински гостин. Интересно беше да се слушне сето ова, нели, Слободан? За математика како беше терминот оние кои што не можат... Дискалкулија. Како? Дискалкулија. Дискалкулија. Да. Што значи јас сум била дискалкулична. Па ништо чудно, сите сме ние помалку дис вакви или дис онакви, но добро е да си ги знаеме слабостите, па да можеме да побараме чаре. А кој не прашува, не може да го реши проблемот. Па така, но еве не сум била со дислексија, да, да, меѓутоа еве за математика проблемот да сум го Сега имала. си ја знаеме дијагнозата. Сега си ја знаеме дијагнозата, од ова што имав дислексија. Од ова што имав можност да слушнам, убаво беше советувањето и сето она што родителите, поготово за родителите кои што ги имаат, кажавме и од раните години може да се препознае, така ли? Да. Многу убаво се изборувавте токму на оваа тема и се надевам дека сте тука да помогнете на сите оние кои што се соочуваат со овој проблем. Секако. Благодарам, Сузе.